Почнуваме со урбаните вести. Добро дојдовте. Следуваат денешните наслови. Останете со нас. Институциите, едни со додавка северна, други со национална. Се реконструира улицата Антон Димитров во Драчево. Скопје, Битола, Тетово и Куманово се најдоа на листата на најзагадени градови во светот. Омилено превозно средство на скопјани се уште е автомобилот. Жените имаат право да возат и кога се бремени, но со зголемена предпазливост. Учениците од Стајковци со 8-мартовски пораки до мајките. Вкупно 136 институции, државни, јавни и финансирани од буџетот, ќе добијат нови имиња согласно Преспанскиот договор и направените уставни измени. Македонската опера и балет и филхармонијата од македонска ќе се преименуваат во национална, додека собранието ќе биде собрание на Република Северна Македонија. Вкупно 136 институции, државни, јавни и финансирани од буџетот, ќе добијат нови имиња, согласно Преспанскиот договор и направените уставни измени. Одлуката за преименување на институциите официјално е донесена вчера на владина седница. Уставниот и Врховниот суд, Јавното обвинителство, Судскиот совет, Државното правобранителство, Советот на јавни обвинители и Народниот правобранител ќе бидат на Република Северна Македонија, како и собранието, председателот на државата, владата, министерствата, Народната банка, агенциите за вработување, за иселеништво, за странски инвестиции и за храна и ветеринарство. Република Северна Македонија ќе важи и за Универзитетот Свети Кирил и Методи, Црвениот крст, Струшките вечери на поезијата, кинотеката, Драмскиот и Македонскиот народен театар и за националните паркови Маврово, Галичица и Пелистер. И македонски железници станува железници на Република Северна Македонија. Додека пак македонската опера и балет и филхармонијата од македонска ќе се преименуваат во национална. Македонската радиотелевизија ќе стане национална, како и јавното предпријатие Македонска радиодифузија, кое се преименува во Национална радиодифузија. Во национална се менуваат и Македонска пошта, како и Македонската банка за поддршка на развојот. Град Скопје денеска со започнување на градежни работи за реконструкција на улицата Антон Димитров во Драчево го означи почетокот на градежната сезона. Во предстојната градежна сезона планирано е да бидат реконструирани околу 20 улици, меѓу кои приоритет ќе имаат проширувањето и реконструкцијата на булеварот Асно, реконструкцијата на дел од булеварот Партизански одреди и на улиците Февруарски поход, Лазар Личиновски и Братфордска. Влегуваме во темелни, целосни градежни работи, замена на инсталации, замена на електричната инсталација за уличното осветлување, под должина на целата улица. Очекувам дека во наредниве неколку месеци, во зависност од координираните градежни активности со општината Кисела Вода, во целост ќе извршиме замена на преку 10.000 метри квадратни асфалтна површина и преку 6.500 метри квадратни површина на тротоарите. Заедно со градот е овој заеднички проект каде што финансира реконструкцијата на улицата е финансирана од страна на градот Скопје, а општината Кисела Вода ќе пристапи со реконструкција на уличното осветлување до целата траса. Тоа што го говоревме во изборите дека само заедно општина, град Скопје и централната власт можеме да направиме успех, веќе и го исполнуваме на терен. Според анализата изработена од меѓународната невладина еколошка организација Greenpeace и IQ Air Visual, група со седиште во Швајцарија, која глобално го следи аерозагадувањето. Тетово, Куманово, Битола и Скопје се најдоа на листата на најзагадени градови во светот за минатата година. Светската здравствена организација проценува дека глобално 7 милиони луѓе годишно пред време умираат како последица од изложеност на аерозагадувањето. Скопје, Битола, Тетово и Куманово се најдоа на листата на најзагадени градови во светот за 2018 година, според анализата изработена од меѓународната невладина еколошка организација Greenpeace и IQ Air Visual, група со седиште во Швајцарија, која глобално го следи аерозагадувањето.
На листата од 3000 градови, од македонските градови, Тетово е највисоко на 169-то место, Куманово на 261-то, Битола на 280-то, а Скопје на 315-то место. Од регионот за најзагаден град е посочен Живинице во Босна и Херцеговина, додека на светско ниво најзагаден главен град е Нью Делхи, 20 милионската престолнина на Индија, а го следат главните градови на Бангладеш, Дака и Кабул во Авганистан. Пекинг е 8 на листата, а од светските метрополи Лондон се наоѓа на 48-то место, додека Вашингтон на 56-то. Мерењата на Greenpeace и IQ Air Visual покажале дека кај 64% од 3000 града на листата ги надминуваат препорачаните од Светската здравствена организација ограничувања за изложеност на PM2,5 честичките на годишно ниво, што се поврзуваат со голем обем на здравствени проблеми кај луѓето. Извештајот за аерозагадувањето во светот за 2018 година се базира на јавни податоци од извршен мониторинг, како што се владени мрежи за мониторинг потврдени со мерењата извршени од мерни станици на AirVisual, со кои оперираат приватни лица или организации. Светската здравствена организација проценува дека глобално 7 милиони луѓе годишно пред време умираат како последица од изложеност на аерозагадувањето, а Светска банка пресметала дека тоа годишно ја чини светската економија, загуба во работни часови од $225 милиарди. Веќе неколку години градот Скопје работи на проектот Скопје Велоград, кој според очекувањата на градските власти ќе овозможи непречено користење на велосипедот како превозно средство. Иако досега проектот требаше да биде завршен, неговата реализација е одложена за 2020 година. До тогаш велосипедистите го ризикуваат животот на скопските улици, без велосипедска инфраструктура и со ниска култура на возење. И покрај високиот степен на загаденост на воздухот во Скопје и апелите што повеќе да се користи алтернативен превоз, сликата во македонската метропола денеска ја отсликуваше ниската самосвест и незначително малите заложби кои граѓаните ги даваат за подобрување на квалитетот на воздухот. Лошите навики на возачите денеска повторно им го невозможуваат движењето на оние малкумина кои одлучиле наместо со автомобил обврските да ги завршат со велосипед. Иако уште од најрана возраст се учат сообраќајните правила, скопските возачи се уште не знаат дека велосипедските и пешачките патеки не се наменети за паркирање на автомобили. Се пожали еден повозрасен жител од скопската населба Киселавода, кој редовно вози велосипед. И дел од останатите граѓани, кои денеска ги сретна екипата на Прва Скопска, се пожалија на лошата велосипедска инфраструктура, а најголем проблем на велосипедистите и понатаму остануваат лошите навики на возачите. Веќе неколку години градот Скопје работи на проектот Скопје Велоград, кој според очекувањата на градските власти ќе овозможи непречено користење на велосипедот како превозно средство. Иако досега проектот требаше да биде завршен, неговата реализација е одложена за 2020 година. Според планот, годинава се очекува да заврши изградбата на велосипедските патеки во должина од над 16 километри, со што за помалку од 2 години од сега Скопје ќе биде велоград со развиена велосипедска мрежа што ќе ги поврзува сите населби во градот, велат од град Скопје. Досега се изградени велосипедски патеки на градските улици во општините Киселавода, Чаир, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Центар и Газибаба. Но подобрувањето на велосипедската инфраструктура не значи само изградба на велосипедски патеки, туку и паркиралишта за велосипеди. Од град Скопје велат дека поставувањето на држачи за велосипеди на повеќе локации во Скопје е дел од континуираните заложби на градот за подобрување на велосипедската инфраструктура и условите за користење на велосипед, со цел поттикнување што поголем број граѓани, особено младите, да го користат велосипедот како основно превозно средство. Токму такви држачи се поставени во средното училиште Орце Николов и пред театар комедија. На 2 дена пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот вели дека бремените жени возачи не смеат да бидат дискриминирани кога станува збор за управување со возило, но треба да бидат посебно внимателни во сообраќајот.
На 2 дена пред одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот вели дека бремените жени возачи не смеат да бидат дискриминирани кога станува збор за управување со возило, но постојат низа специфики во однос на однесувањето на жената возач и мајка во сообраќајот. Во ваква состојба, жената како возач мора да знае како да се однесува во сообраќајот и како да го заштити своето бебе. Положбата на седење зад воланот е првиот и најважен момент со кој секојдневно се соочуваат бремените жени возачи. За сосема доволна и безбедна оддалеченост од воланот се смета растојанието од околу 25 см, но важна е и насоката на воланот. Затоа внимавајте воланот да биде во правец на градниот кош, а не во правец на вашиот стомак. Обврската за користење сигурносен појас останува и покрај специфичната состојба во која се наоѓа жената. Она што е најважно е да внимавате појасот да биде правилно поставен. Тоа значи долниот дел од појасот да биде ставен под стомакот на колковите, но не и врз стомакот. Горниот дел од појасот треба да биде поставен над стомакот. Не постојат директни ограничувања за тоа до која фаза од бременоста е дозволено да се управува со моторно возило, но сепак гинеколозите препорачуваат тоа да биде до 30-та недела од бременоста, а ако возите на подолги дестинации да правите почести паузи. Во случај на сообраќајна незгода, бремените жени задолжително треба да посетат лекар, дури и кога се сигурни дека не се повредени. Не е научно потврдено, но сепак некои студии покажуваат дека бремените жени кои учествувале во сообраќајна незгода се со повисок ризик за предвремено породување. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачува бремените жени возачи да се држат до наведените совети и пораки за поголема лична безбедност и за поголема безбедност на нероденото бебе. Играм и пеам за мојата мајка, изложба во детскиот културен центар Карпош. Вечери на женски права, размислувај еднакво, гради паметно со иновација за промена. После 2 децении во Охрид започна рехабилитација на булеварот Туристичка. Утре без струја корисниците во повеќе скопски општини. Учениците од основното училиште Кирил и Методи во Стајковци по повод празникот 8 март, Денот на жената, денеска ги прочитаа најубавите литературни творби посветени на мајките. Во рамки на одбележувањето, во холот на училиштето поставена е ликовна изложба, на која учениците работеа во повеќе техники. По повод празникот на жената 8 март во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци се одржа манифестација посветена на мајките. Дел од учениците изработија символични цвеќиња од хартија кои им ги подарија на родителите и наставничките кои присуствуваа на манифестацијата. Учениците од 1 до 9 оделение по повод празникот ги прочитаа најубавите песни напишани за нивните мајки. Како што изјави директорката на училиштето Виолета Поповска, оваа манифестација е од големо значење бидејќи е посветена на сите жени и мајки. 8 март како Меѓународен ден на жената е причина повеќе да се потсетиме на вредностите кои што ги имаме ние жените, мајките. Но денес, новој ден, сме тука за да покажеме дека и секој ден имаме можност да укажеме, да покажеме љубов, внимание и почит кон нашите најмили. Денес во нашето училиште учениците под менторство на своите наставници со убавиот пишан збор твореа лични творби преку кои ја искажаа љубовта кон својата мајка, а преку моќта на ликовното творештво го овековечија ликот на својата мајка, изработуваа и цвеќиња, бидејќи цвеќето е символ на празнување на овој празник, кои што цвеќиња исто така беа подарени на своите мајки. Директорката Поповска додаде дека на тема мајка учениците направија и ликовна изложба каде децата си ги насликаа нивните мајки. Ликовната изложба е поставена во холот на училиштето, а децата работеа во повеќе техники. Можеа да се видат изработки од глина, како и други видови на ликовни техники. Ликовната работилница беше организирана една недела, значи предходно, под менторство на своите наставници, учествуваа ученици
од 4 до 9 оделение. На ликовната изложба се употребува, користеа разни техники во ликовното изразување, молив, туш, темперна. На манифестацијата присуствуваше и познатиот македонски сликар Живко Поповски Цветин, кој со неговите цветни цртежи привлече големо внимание и интерес кај децата. По повод 8 март, денот на жената, во организација на Детскиот културен центар Карпош ќе биде организирана традиционалната изложба на деца од предучилишните установи на тема "Цртам за мојата мајка". Изложбата ќе биде отворена во просториите на ДКЦ Карпош на 8 март со почеток во 10 часот. По повод 8 март, денот на жената, во организација на Детскиот културен центар Карпош ќе биде организирана традиционалната изложба на деца од предучилишните установи на тема "Цртам за мојата мајка". Децата од градинките изработуваат честитки и цртежи поврзани со темата мајка и жена, во кој се гледа нивната креативност и фантазија за тоа како си ги замислуваат своите мајки. Изложбата ќе биде отворена во просториите на ДКЦ Карпош на 8 март во петок, со почеток во 10 часот. За децата од градинките организирана е пригодна програма, како и представување на стоматологот Валентина Филиповска, која ќе им раскаже за незината работа како стоматолог и за тоа дека секоја жена може да биде успешна во секоја професија за која ќе се определи. Од денеска до 8 март ќе се одржи 10-то јубилејно издание на Вечерите на женски права, во знак на овогодинешната тема за одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 март. Размислувај еднакво, гради паметно, со иновација за промена. Програмата ќе се одвива во текот на 3 дена, 6 и 7 март во Кинотеката на Македонија и на 8 март во Младинскиот културен центар. Влезот за сите 3 вечери е слободен. Од денеска до 8 март ќе се одржи 10-то јубилејно издание на Вечерите на женски права, во знак на овогодинешната тема за одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 март. Размислувај еднакво, гради паметно, со иновација за промена. Фокусот е на лидерките во индустријата, на стартапи кои прават промена, социјални предприемнички, активисти и жени иноваторки. Изнаоѓање начини преку кои иновацијата може да ги премости пречките и да го забрза прогресот кон родовата еднаквост. Организатор на настанот е Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА Скопје, а настанот се реализира под покровителство на град Скопје со поддршка на UN Women, тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, во партнерство со Институтот за родови студии, Филозофски факултет Скопје и Шведската амбасада во Скопје. Програмата ќе се одвива во текот на 3 дена, 6 и 7 март во Кинотеката на Македонија и на 8 март во Младинскиот културен центар, галерија и кинофросина. Влезот за сите 3 вечери е слободен. Нема застој во изградбата на автопатот Охрид-Кичево, тврдат надлежните. Министерот за транспорт и врски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта денеска беа во работна посета на Охридскиот регион. После 2 децении во Охрид започна рехабилитација на булеварот Туристичка. Во тек се зафати и на стариот пат од Охрид кон Струга, а ќе се санира и патот кон село Радожда. Министерот Цугарески најави градежна офанзива во поглед на инфраструктурата во пресред на туристичката сезона. Градежна офанзива во пресред на туристичката сезона во Охридско, најави министерот за транспорт и врски. Се реконструираат 3 патни правци во износ од 186 милиони денари во должина од 18,2 километри. После 20 години деновиве започна рехабилитација на транзитниот булевар Туристичка. Се рехабилитира и стариот пат од Охрид кон Струга, а ќе се санира и патот кон селото Радожда. Со сите оние програми кои што ги има јавното предпријатие за државни патишта, кои што се преку Светска банка, преку ЕБОР и преку сопствени средства кои што ги има, вклучително тука и средствата од Македонија пат, сите оние средства кои што беа предвидени во нивните буџети, сметаме дека ќе биде исполнето во наредниот период. На тој начин сметаме дека капиталните инвестиции во Република Македонија за оваа година ќе бидат исклучително високи. Морам да потенцирам тоа во детајли, може подобро и директорот да го објасни. Значи, ако гледаме првиот квартал во јавното предпријатие за државни патишта, 300% е повисок од ланската година за овој период. А овој квартал
се уште не е завршен. Нема застој во изградбата на автопатот Охрид-Кичево, тврдат надлежните, иако изградбата започна пред 5 години истовремено со автопатот Миладиновце, кој ќе биде пуштен следната недела, овој автопат ќе биде готов дури за 2 години. Согласно временските услови очекуваме наредниот месец да отпочне се појако и појако да се гради. Делот што е од Ексим банка беа мината недела кај нас, генерално таму е одобрено, но имаат процедура во влада на Кина и така натаму, но тоа верувам дека ќе се реши некаде за месец дена и тоа континуирано ќе продолжи да се гради. Ние од постоечкиот кредит имаме средства од 200 милиони евра, така да и без кредитот тоа ќе продолжи да се работи. Во моментот се работи, но нашата тенденција што е? Да не чекаме 2021 година, туку делот од Охрид, па како што дозволува према Кичево, да биде наредната година веќе 15 километра ако се изградат да бидат пуштени. Првиот човек на градот задоволен од реконструкцијата, најави и други инфраструктурни проекти. За рехабилитација и реконструкција на главната градска артерија, тоа е улицата Туристичка, која што е, да речам, најрепрезентативната улица во нашиот град. Туристите кои ќе дојдат, а и граѓаните на Охрид прво се среќаваат со таа улица и ова многу ќе придонесе за безбедно одвивање на сообраќајот и за подобра слика на нашиот град. Исто така сакам се заблагодарам за претходно извршената реконструкција према плажите до хотел Метропол на експресниот пат и исто така да ви најавам дека од овдека ќе одиме на локација на 15-ти корпус на влезот на Охрид од Битола, за да се запознаеме со состојбата, за во идниот период да го планираме и тој дел за реконструкција. Во оваа градежна сезона се работи на изградба на 2 автопати, 4 експресни патишта и 40 реконструкции на регионални патни правци во земјава. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во делови од општините Сарај, Студеничани, Киселавода, Зелениково, Газибаба и Бутел. Прекин во снабдувањето со електрична енергија утре ќе има делови од општините Сарај, Студеничани, Киселавода, Зелениково, Газибаба и Бутел. Во период од 9 до 10 часот, без струја ќе бидат корисниците од цела општина Зелениково, како и корисниците од целата Студеничани и Мурани во општина Студеничани и дел од село Драчево во општина Киселавода. Прекин во снабдувањето со струја во период од 9 до 15 часот ќе имаат корисниците од улиците од 1 до 7 во село Батинци, општина Студеничани, како и корисниците од село Крушопек во општина Сарај. Во период од 9 до 16 часот, струја ќе немаат корисниците од селата Орешани и Таор, викенд населбата Јане Сандански, објектите на Хајтек и Бујото во Орешани, како и објектот на млекара Маско во општина Зелениково, а од 11 до 1:15 часот, корисниците од селата Смилковци, Раштак, Црешево, Виниче, Страченци, Булачани, Радишани, Љубутански пат, објектот на Млин Чарли, како и дел од корисниците од Бутел во општините Газибаба и Бутел. Времето денеска беше сончево и топло. Утре не очекува врнежливо време со температура до 20 степени. Во петок температурата ќе се движи од 2 до 17 степени, а в сабота и недела од 2 до 16 степени. Временската прогноза беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.